Правата на децата на соодветно образование, здравствена заштита и социјална заштита се права кои се третирани во 2016 година. Според извештајот за застапеноста на детските права во работата на Собранието на Република Македонија во 2016 година, кој денеска го презентираше првата детска амбасада во светот, Медјаши. Во рамки на проектот имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија, која се спроведува од страна на коалицијата на младински организации сега, во партнерство со првата детска амбасада во светот Медјаши и Младинскиот образовен форум, денеска беше промовиран извештајот за застапеноста на детските права во работата на Собранието на Република Македонија во текот на 2016 година. Целта на овој извештај е да се види колку во Собранието се посветува внимание на детските права во согласност со Конвенцијата за заштита на правата на децата од страна на пратениците. Децата имаат елементарно, основно право и слобода да го кажат своето мислење, да ги изразат своите ставови, да говорат гласно за потребите и проблемите со кои се соочуваат, доколку државата и институциите не ги почитуваат овие основни принципи на детето за детско учество, децата имаат можност преку граѓанските организации кои се здружуваат и кои ги застапуваат истите, да ги забележат овие ситуации во нивните алтернативни извештаи и истите да ги достават до Комитетот за правата на детето и да бараат Комитетот за правата на детето при Обединетите нации да достават до сите влади во државите потписнички на Конвенцијата за правата на детето да се обврзат да го практикуваат детското учество низ најразни форми, вклучувајќи ги децата уште во градинки, во основно средно училиште и во семејната заедница. Децата имаат право на сопствено мислење, имаат право да бидат консултирани за сите прашања кои се однесуваат директно на нив. Само така можеме да градиме активни граѓани и да градиме демократско општество. Со цел да се направи генерален увид за степенот на застапеноста на детските права во Собранието на Република Македонија, разгледувани се материјали во текот на 2016 година, при што утврдено е дека во Собранието пратениците разговараат за правата на децата од различни аспекти. Најчесто за правата на децата се зборува на индиректен начин, како теми кои може да предизвикаат поголем интерес ако се важни и за децата. Правата на децата на соодветно образование, здравствена заштита и социјална заштита се права кои се третирани во 2016 година. Од оваа анализа, како заклучни согледувања, можеме да кажеме дека во текот на 2016 година најмногу пратениците зборувале за правото на децата на образование, правото од аспект гледано од аспект на Конвенцијата на права на децата, за здравствена заштита и социјална заштита. Би сакале да кажеме дека сите овие иницијативи навистина се во насока на подобрување на правата на децата во Република Македонија и станува збор за примарни права. Правото на здравствена заштита би можеле да го поврземе и со правото на живот. Правото на образование треба да биде загарантирано. Секако во 25 години како што функционираме како детска амбасада Медјаши и сите организации кои што работат во насока на децата, има подобрување со состојбата со правата на децата. Секако дека се ставаат на агенда, меѓутоа се уште постои простор за подобрување на правата на децата и генерално гледање во оние права кои што досега сметаме дека се занемарени. Од детската амбасада Медјаши ги повикуваат пратениците на Собранието во иднина да стават акцент не само на примарните права на детската заштита, туку и на секундарните и терцијалните права, како што се право на детско учество, слобода на говор и така натаму.